Денеска нашите колеги професори подготвија одлична содржина и многу забавни вежби. Ке имаме вежби за истегнување, за заегнување на мускулатурата и нормално во овој период како што работиме координација, односно координација за развој на богатството на нашите движења, односно нашата моторичка интелигенција. Па да го проследиме ова сега малку поинакво загревање и потоа малце поинакви вежби за развој на координација. Може да започнеме. Низок джок. И во овој час ќе разликуваме малку повисоко ниво на изведба од вашата лева страна и да кажеме малку вежбање со одреден тип на грешки или пониско ниво на изведба. Значи, вежбички што се сличи на минатиот пат, како што правевме загревање. Одиме во надрачување. 1-20 чекори на прсти, во место, низок джок. Па малку сега да ги одмориме рамениците, одиме позади глава. Што да се види. Над глава. Пред тело. Во предрачување и малце ќе земеме одмор, иако се уште ќе трае делот на загревање, односно во еден дел од часот. Меѓутоа сега од низок джок и рацете ги употребивме со рамениците, но сега почнуваме со висок джок од одење, подигнување на нозете со надколеница во АГО 90 степени, малку да брзуваме и сега ќе се проба топката да се протне поднова со една рака, а да се прифрати од друга страна. Оп. Така. И полека. Во одење внимаваме топката да остане, кој не може да потфати, а може страна, малце повргу, малце повисоко коленици и да дојдеме до еден вид на трчање. Одлично. И сега ќе бидете задишани, но ќе направиме дишување со издишување длабоко. Уште еднаш. Длабоко вдишувате горе и пополека издишувате надолу. Може да се разлавуват рацете. И уште еднаш ќе направиме длабоко вдишување. Ова е почетен дел од часот, каде што качуваме телесната температура, подобруваме циркулацијата и ги загреваме мускулите, за потоа ни престојат повеќе вежби за истегнување на загреаните мускули. Вториот дел од оваа видео презентација е подготвителен, односно истегнување на мускулатурата, од став споен, топка пред тело со две раце фатени, 1-2 на прсти истегнување високо, пак назад со депот. Секоја вежба ќе пробаме да ја изведеме поисправени раце, високо кревање и во ситуација кога сте малце понееластични, самите екстремитети, рацете и нозете ќе бидат совиени повеќе. Високо кревање, телото е исправено, или положба каде што не одиме толку многу назад, а рацете се малку совиени во лактовите. Малку расчекорен став, раце во предрачување, засук во десно, засук во лево. Со две задржувања и може и поглед да оди кон назад. Со поголема амплитуда, значи ротација на ногате, на карличниот појас, на колковите, поголемо движење назад и овде ќе имаме помала амплитуда, односно помало движење назад. Се трудите се разбира да погледнете на назад. Одиме сега од истрашен став, раце во надрачување, топка со две раце фатена, отклон во лево, вазиба отклон во десно.
секоја страна, Отплувување на во телото. Така. Овде ќе имаме малку посавини лакти, тука имаме поисправени раце. На едната страна ќе имаме поголемо спуштање, значи, во страничниот пояс, а на другата страна имаме помало спуштање. Океј. Одиме сега за едно стопало поширок расчекурен став, раце во надрачување, оди напред, долу, позади под нозе, горе на прст. Долу, позади под нозе, горе на прст. Тука може би некои ќе не може да допрат со прави нозе, тука ќе ги бидат совиени колениците. Во секој случај топката ќе ни помогне за да допреме. Тоа е едно ниво, да кажеме, подалеку од подлогата. И ако не можете да отидете многу наназад во овој дел од вежбата, значи ќе отидете кај што можете, па макар со малку совиени коленици, но мислам дека после неколку повторувања и мускулите ќе се истегнат и вие ќе можете да правите вежбата на повисоко ниво, односно со поисправени нози. Поширок расчекурен став, полека префрлуваме од раце и раменски појас, од труп и ќе пробаме труп со нозе да го поврземе, па ќе одиме малце поедноставно. Предклон до лева нога, надрачување до десна. Горе, лева, горе, десна. И тука вдишувате нагоре, издишувате странично надолу. Се трудите колениците и нозите, значи, да бидат прави. Високо истегнување нагоре. Целосно олабавете се, спуштате од трупот надолу. Се трудите да отидете и странично, не само надолу. Доколку нека почувствува замори од овие вежби за истегнување, бидејќи се работат правилниот начин изведба е со доста, да речеме, захтевен, може да направи пауза на четврто, пето повторување, или пак меѓу вежбите, еве сега ќе направиме 10 секунди пауза, за да може сепак ова вежбање да биде едно пријатно чувство, каде што ќе избегнеме сите мали непријатности што ќе ни пречат во изведба. Од ист расчекурен став ќе направиме кружни движења со труп, а ќе фиксираме во нозе и во Така. колкови, во лева страна. Имате поголемо спуштање овдека, поголем круг, поголема амплитуда на движење и помал круг, помала амплитуда на движење. Се разбира, се трудите да го постигнете ова ниво, значи со поголем круг. И одиме на друга страна. Внимателно сепак. Може и почна да покажеме чисто. Да. Знам. Позади. Долу. Така. Пак. Еве како изгледа. Назад. Океј. Сега ќе дадеме од став споен. Исто малце може да дишеме 10 секунди, не е ништо, не мора да се брза. Став споен. Топка ќе биде пред тело. Колениците колку може да бидат исправени, јас ќе покажам бочно, колегата Бохи челно. Со спуштање на топка полека во ротирање, да останат колениците исправени. Може до топка, од страна, одоздола, кој колку има можност да истегне, но мора да задржи 8 до 10 секунди во иста положба и полека. Се враќа нагоре, ги одмара малце мускулите, но по вториот пат веќе ефектот треба да биде онај да се постигне и да се овозможи барем пола сантиметар дојдете пониско. Значи, останете, како што се наведнати професорите, главата надолу, рацете надолу, грбот совиен, опуштате, издишувате длабоко надолу, задржувате и потоа полека, без брзање, многу е битно дека без брзање се качите нагоре, никако нагло, да не ви се сврти малце сеста и заради тоа што е безбедно за мускулите, полека станување. Од споен став, раце пред тело, одиме исчекор со лева нога напред, подчучнување, но во истовремено со раце од предрачување во надрачување горе, поглед нагоре и позад.
се враќаме назад и тука уште се ја трудиме. исчекор, Поголем ичекор, задржуваме секундата. да имаме поголема стабилност и поубаво да ги стегнеме мускулите Најмалку по 4 пати и на поглед назад. Еве кој што гледате. Навидум лесна вежба, но доста тешка вежба за правилна изvedба и доста ефикасна вежба, значи за истегнување на мускулите. Може да искористиме одлично помагало е топка за странични подшушнувања, а истегнување на ватеште и надворешните делови на нозете. Значи може да се помогнеме и со топка, подшушнување, исправање, па пак подшушнување на десно. Гледате, повеќето вежби се прават во мошне мал простор, така што овие вежби сите може да ги изведете и безбедно од страна на гледање на предмети што може да ги искршите дома или од мебел. Значи, сосема малку простор, нема многу движења, нагли движења, контрола на движење. Ова вежба можеме сега со блага ротација во скочниот зглоб со петица и да помогне вежба, бидејќи полесно кога ќе имаме без реквизит или со некој друг, да ни биде полесно за изведување. Прсти нагоре, кон таванот, ногата искружена, но топката сега за сега е во улога на помагач при правилна изведба на ова истегнување. Тука некаде го привршуваме овој дел со истегнување. Може би малце подолг, но се работи со топка. Мора да останеме безбедни во нашата мало колена соба и сепак малку да се соединиме, бидејќи сепак реквизита е нешто странно тело со кое сите вежби треба да ги изведеме и безбедно и правилно за да имаме ефект. Продолжуваме со вежби за координација со топка и да ќе почнеме сепак од раце, бидејќи ја држиме топката во раце и да речеме како еден полесен дел со кружни движења, да кажеме во една страна, околу глава, 7 до 8 пати. Сега продолжуваме со кружни движења околу труп, значи позади се преходи топката од една во друга страна. И иста вежба со достав споен околу колена, да речеме, околу нозе или околу подколеница. Тука некако соодветно да може топката да помине кружно. Исто ова може да го повториме во друга страна со 7-8 најмалку, по можно 10 свртување и еве веќе префрлуваме вежби и за нозе, и за труп, и за јаците. Одлично. Малце по овое свртување. Ќе направиме релаксирачки вежби, но мора безбедно да се изведат во домашни услови. Може свртување, значи ротација на топка преку прстите, шаките и надлактица, подлактица и надлактица до рана. Истото може да се проба и на другата рака, внимателно во секој случај, кај што има помалку мебел или кај што може би е покомфорно и ова вежба може да ја поврземе во едно кружно движење, каде што дури топката можеме цело време да ја контролираме во еден круг. Океј. Одиме со пофрлувања не многу високи, лустер, сијалица, плафон, меѓутоа сепак до 20 см над глава, странични пофрлувања се сепак нешто што ги активира рацете, супер соодветно, а другиот дел од тело малце го оставаме да одмори од претходните вежби. Океј, сега за да биде поинтересно, малку даваме пофрлување позади грб и паѓање со две раце или по можност во иста рака. Или хоп, 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 хоп. Океј. Пробувам исто со
лева рака. Друга рака. Може, ќе биде потешко сигурно, но ете, барем ќе направите свртување со трупот и ќе бидете активни во тој дел и полека веќе ќе дојдете до со две раце и на крај веќе со една рака ќе може да изгледа ова движење. Да речеме сега нешто што го пробавме минатиот пат со тенисно топче, меѓутоа оваа топка дозволува сега да одиме со удар напред и паќање на топка позади тел. Поради одеснување, малку избега, но може да се фати и дури со овие кружни движења, ете вежбата малку и да се усложни. Ја имаме 7-8 пати. Ајде малку поинтересна вежба која што може би ќе бара повеќе број на повторувања чисто ради вас. Ако не може во соба, може во ходник, пред собе што викаме надвор пред домот, поширок расчекорен став, топка во две раце, бара големо удинување, префрлување на топка позади труп и пуштање под носа. Полесна варијанта. И еве го сега. Манично. Може интересна вежба, бара ротација на дланката, Еве го. Ќе помине. мора да Еве го. Опа. Опа. со ротација на дланката ќе помогнете да вежбате. И може, ако некој е за предизвик, да оди со една рака, иако е покажано одлично во пониско ниво, може да оди и со префрлување со една рака, сепак е координацијски одлична вежба за контрола, она што се вика да го смислиме движењето во нашата глава, каде оди нашето тело и каде оди помагалото, реквизитот или што и да имаме во раце. Океј. Одиме, еве полека да ги смириме овие тапкања. Ќе одиме со топка на подлога, а малку ние да се раздвижиме. Одлична вежба за движење со музика. Одиме, значи топката не треба да се допре, но вртиме кругови околу топка. Брейк денсинг како уличен танц. Како уличен танц. И може да се проба исто од друга страна. Хоп. Внимавате да не ја допрете топката. Сепак ќе дадеме малци одмор. Ќе дадеме малку одмор, кажавме дека со Длабоко дишување, дишување и постепено, убаво целосно издишување надолу. Издишуваме со раците нагоре, издишуваме со раците надолу. Длабоко земаме воздух и полниме белите дробови со воздух. И целосно Одиме. издишуваме. слична вежба, од положба на снег покрај топка, свртување во заден план. Пак, топката е мотив телото да остане повисоко во задршка и да не ја Јајте топката да биде кај колковите и полека со вртењето, значи внимавајте кога се вртите назад како ја поставувате дланката и ако треба успорете го движењето за да убаво ја поставите дланката. Еве уште една вежба, каде што може да контролираме топката со глава. Значи, покрај размислување, малку и Од положба на снег, значи физички со малку кренати колкови, со виени лакти, и да ја движиме, кога Оставиме. ја водиме топката со да глава. ја насад. Океј, Интересна и координацијски предизвикувачка вежба. може малце вежба која што може да помогне во одмор, но да ги активира и рацете динамично, нозете повеќе статично, едни осмици во две насоки, да биде
Истото може да го правите и со совиини коленици, совиини колена нозе, со исправени нозе, И потесно, Може потесен и последно. поширок став. може последна вежба, вака изморени, дишани, активирани, да му дадеме тежина. Да стануваме со ваша десна нога покрај топка и пробуваме со другата лева да направиме контрола на кружно движење на топка околу стојната нога, да речеме, Користите само една нога, и во друг правец. правите неколку кругчиња, барем 3-4 кругчиња во една насока, па потоа во другата насока, а цело време не ја менувате ногата, значи останувате стоејќи на едната нога. И истото може на друга страна. Полека, навистина по полека овдека, не ја шутирате топката. Мали движења, лесни потурнувања на топката. И на друга страна. Секако предизвик. Четвртиот дел од оваа вежба е може би најтешкиот, но веќе телото чувствува што треба да направи и одлично. Останува уште една минутка за вежби за лабавење, бидејќи сме полека при крај на час, имавме доста истегнати нозе, можеме да кажеме, еве сега, сепак се уште држиме топката во нашата нозе, едно лабавење, па, значи лабавење на нозе, сега може преку топка, меѓутоа, сепак, и при вежбите во лабавење ние топката успеваме да ја контролираме. Тоа може малку масажа. Самиот реквизит ќе ви помогне да ви релаксира задната ложа, па кој може дури и до или на целото тело да помогне. Сам со овие 2 до 3 вежби може да завршиме како последна вежба за нозе.